договараме со камењар за интервјуо и он доаѓа, му се гледа на фаца, у поглед дека е изморен и ми кажа дека е изморен. Претходниот ден во форум Бистрото што го работи со партнер, имале некој роден ден и до касно останале. Следниот ден тој на работа, пошто е инспектор за економски криминал. Имал некои сослушувања, неколку дента вамо тамо, значи изморен, онака ѓубре. И окей, седнуваме, почнуваме да го правиме интервјуто, а ја на почеток му давам ваучер од спонзоров што ми е Forever 19, бутикот на млечен. Давам ваучер и викам, еве ти, викам, камењар ваучер, шо ви да земете тамо со женати да се почастите, викам 20% попуст. И он ништо не ми реагира на тоа, го зима ваучерот, добро. И сега иде интервјуто, го прашувам, нели, ќе го гледате за скопскиот живот пред 30 години, за денес, како било пред 30 години, односи мажи жени, како се денес. Кажуе, не знам, дека и он фасциниран од тоа како денес мажите го изгубија рефлексот за она на ловџи, више не бркаат цури, седат на маси групи мажи, на друга маса група жени, нема комуникација меѓу нели, супер мислам, онака баш збори у елементи, она што се надав дека тоа што изморен дека ќе го отвори, знаеш, онака малце, знаеш, кога си изморен ти паѓа гарда, знаеш, не можеш да го држиш вака го. И супер, знаеш, го тера интервјуто, али пази се, работава беше што ја бев така изморен од дента, трчав натака, навака, овон. И он едно време вика, кога збориме за скопски живот, вама тама, и он мене вика, бе, човек, вика, ја знаеш, вика, онаа, човек два пати треба да биде паметен на живот. Кога бира, вика, животна професија, и вика, ко се жени. Ја, вика, со професија, избрав недоходовна, мрт, добра, али ја сака, нема вез. И вика, тоа, вика, со жена исто, вика, скрешив, она, вика, какви прилики имав. А ја, вика, се ожени. Ја сега, он ми збори, онака, демек ја утнав со... Нели, не бев паметен и втор пати кога бирав животна сопатничка и вамо тамо. И ја како гледам, викам, шо збори овде, бе, треба ли овој дома сега да отиде кај жена му, бе, треба... И он збори пак тоа дека малце пребрзал, без разлика што нели вамо тамо останал меѓу последниве од другариве што биле неженети, па нешто така збори, имал до подобро. Ја едно време викам, јеби ga, викам, овој дома, викам, немаш, ако влезе, викам, нема да излезе, викам, ише жив од дом. Ја собирам храброст, викам, викам, јар не ти, викам, непријатно се вака збориш, викам, ти влагаш дома жена ти на клоци, ке те дигне, која слуша вака, не си бил два пати паметен. Викам, гледам, вика, бе, ја разведен сум. Значи, ја толку бев изморен, што уште оваа опција не ја ставивна, викам, човеков ки згине, викам, вечерва. Викам, леле, така стварно кога си изморен, кога тераш некоја работа, онака како може концентрацијата да ти падне, да не следиш човек. Не се, камењар, вчера беше одличен, може баш за тоа што беше изморен, ние тоа го знаеме и од наша професија, од глумачка, некад кога си изморен, кога мислиш дека не можеш да бекнеш на сцена, уствари ја правиш најдобрата улога, мислам, еден од најдобрите настапи го правиш, затоа што кој човек изморен, едноставно отпорот на духот му паѓа, гардот му паѓа, едноставно поотворен, сензибилниот апарат му е поотворен, емотивниот пат му е попрочистен, може полесно емоцијата да излезе вистина, да излезе ова. Затоа, у принцип, овие двојниве агентки у светов или агенти кога користат трик на сладка стапица, тоа е она која ќе намамиш партнер на сексуална игра и која ќе го убедиш дека го сакаш вистинско, ствари ти сакаш да му извлечеш информации, најдобро ги излекуваат тие информации после оргазам, нели, додека лежат, се пушат цигарч или овоно, затоа што тогаш од замор, од истрошеност, од задоволството само, значи тотално го отпорот на духот е скршен и тука
обично ги издаваат најбитните информации, нели, преку кревет, она што викаат, или како што постои во нашиот разузнавачки свет изразот сладка стапица, така се вика тоа. Не се, ќе ја гледате утре подкастот преку Тасевски со Камењар, тоа сакав да кажам беше одличен и беше добро што интервјуто беше еден, како да кажам, еден комплот на прашања од некогашниот живот во Скопје, журките што ги правеа, нови дечки, групата, песните, албумот, до она што се однесе до неговата професија, денес поес инспектор по економски криминал, неговите позитивни чувства, неговите разочараности од професијата, зошто е демотивиран понекогаш, зошто мора да бега во планина, да се троши тамо по водно за да ја извади, нели, нервозата од себе. Јас не би трошил поише време, пошто е недела са бајле, да си имате убав ден. Поздрав до моите спонзори, значи Бутик Forever 19 и пицерија Портофино. И се надевам дека ќе има и други луѓе заинтересирани кои што ќе сакаат да ги рекламираат своите производи или својата компанија преку мојата емисија, затоа што планирам и понатаму да викам интересни гости со кои што ќе правиме необични муабети, како што викам, не само онака за политика, да ги труеме луѓето, пошто се доволно отруени туку и за некои други ствари што како се важни, а некако поминуваат покрај нас или обично немаме и затвараме очите пред тие настани феномени, ситуации, како сакате. До гледање.